Сега во 22 часот да ви известам, одам на аеродром да ги пречекам трите мигранти што ми ги додали владата на Република Македонија, Рафет, Сафет и Јусуф. Инаку мала забелешка, критика до нашата влада, значи ве молам, известете ги британците, значи да не ми ги праќаат, ако в дома му уште неколку мигранти во наредниве месеци, да не ми ги праќаат по тему. Значи, јас сега среќа што имам апликацијава, па ми стигна ова известување, пакетот кај ми се наоѓа и рече дека во 22 часот стига на аеродром, само да помине царината, значи можам да си го подигнам. Значи ве молам, кажете им на британците, ако може тоа да не оди преку тему, и инаку во пакет со мигрантиве, британците ми пратиле и мали подароци. Ки има некој iPhone, некој електричен тротинет, така да се најдат таман за децава, да ги пратам, тоа не ме занима. Инаку ова го добив од нашата влада. Ова ги дава гратис, да знаете, ова се купки за тело, шампони, цел асортиман. Штом значи ги подигнете пакетот штом ги земете мигрантиве од царина шом поминат, и тамо ве чека пакет, ова е само дел од асортиманот, поклон од нашата влада за веднаш, ова се купки за тело, за веднаш мигрантите штом ги донесете дома веднаш да се избањаат, нормално вклучен е бојлерот, има топла вода, неограничено. И тука имам мала критика до нашата влада. Например, нашата влада инсистира штом влезат мигрантите во бањата, да влезете и вие со нив, фактички вие треба да ги избањате како домаќин, како нивни домаќини. Тука имам мала забелешка, малце ќе ми биде непријатно, зашто се работи за мажи, предпоставувате. Влакнести се, доста. Барем она што го видов на тему која отворив за пакетот, докај ми се на мигрантиве, докај се наоѓа. Мислам у пакет, не знам уствари може у пакет. Не пишува тамо пакет, ама да, веројатно се пакет има опис на пакетот и како што приметив треба пак да отворим, има големи димензии, значи во пакет, значи се спакувани. Заедно со електричните тротинети и со айфоните, веројатно у ист пакет се наоѓаат. Така што еве, нека ви бидам јас, драги земјаци, светол пример. Нема од што да се плашите. Све е тоа уредно спакувано, оди преку тему. Тему од ден на ден добива се поголема доверба, но ја би сакал, ако може во иднина некако директ да ми ги праќате, на адреса да ми стигаат, да не морам сега јас додам да ги подигам сега на аеродром штом подигна царина. Од проста причина што сега не можам ни да возам, пошто сум многу возбуден, ќе мора некој да ме вози до аеродром. И уште една работа многу важна, значи со секој мигрант што ќе го вдомите, да знаете од владата имате и друга поволност, ви се просто за секој мигрант по една казна на Safe City кој ќе ве фатат. Значи, мене го добив и тоа како пусулче, 3 казни ми се простени унапред, што ќе ги направам, кога ќе почне ова Safe City нели да функционира. Така да, навистина, немате никакви причини да се плашите, да ова, да она. Ја дури искрено не ни проверив што луѓе се овие Сафет, Рафет и Јусуф што дајат. Мислам каков имаат бекграунд, какво минато имаат. Но овие британците ми потврдија преку тему дека се работи за угледни граѓани. Едниот пред 20 години бил осуден за педофилија, другиот не знам влегол таму некој појма немам, некоја женска бања, амам жени кај што се бањале, само и така малце направил белја некоја. И третиот не знам имал убиено едно 423 луѓе која била некоја граѓанска војна таму, не знам каде. Ама тоа е поминале низ ние системи за корекција, затвори како ги викаат, така да се оформиле во угледни граѓани и во пристојни граѓани, што секое општество, секој дом, секое семејство би сакало да ги вдоми доколку дое до таква, како што нели сега е моментот со во мојов случај.
Ете тоа. Инаку СДС гледам се жалеа преска, демек има владата ќе донела закон у кој што ако спомнете нешто против оваа голема инвазија на мигранти која што следи на Македонија, дека одма ќе сте лежале затвор. И овие многу сте исплашиле СДС и вика и сите ќе се стават у одбрана, таков закон ВМРО ДПМН да не изгласа, да бидат попречени, да стане народот рамо до рамо со Социјалдемократскиот сојуз и да спречи тој закон кој што е против слободата на говорот, против демократијата, ВМРО ДПМН да не успеат да го донесат. А ја ако ќе размислам малце подобро, ја би ги ставил овие од Социјалдемократскиот сојуз у затвори без да изгласам закон, така на бафтана би ги ставил. И знам дека нема да сгреши владава наша и онака да ги стави на бафтана, оти многу брзо ќе им открие 600 работи, така да само ќе се ја скрати процедурата пред време. Така што тие, не знам, джабе се плашат од закон, они треба сите одма да идат комплетно у затвор и после ќе им најдат, не се сомневам дека ќе им најдат доста интересни работи за да останат малце подолго во затвор. Инаку, овие купки за тело ги пробав. Мислам, ова се за моите мигранти, што ќе тоа, но имам и за мене нормално цела колекција, владата ми подари мене цела сотина, значи феноменални се. Значи феноменално мирисат. Овие се Само ви велам, малце ми е шубе што ете со указ на владата сам ќе морам да ги бањам мигрантите. Малце непријатно, а тројца се. А ја сам тука. Тројца на еден. У веце, тоест у бања. Тројца на еден. Може да ми се случи нешто. Ако се земе предвид минатово кое било на мигрантиве, иако британците ми дадоа цврсти гаранции дека тој едниот некојаш бил педофил, овој другиот некојаш влегол у амам за жени тама негде ка поима немам, па правил некој джагара-багара со жени, па го осудиле и овој третиот шо убил 400-500 луѓе поима немам тама. Ништо, осуден, ама си одлежале, си го платиле долгот, контатковината и сега се слободни, угледни граѓани. Само што сега да ги бањам баш некако не ми иде. Не знам овие од СДС дали некој ќе сака да ми ускокне на помош, барем вечерва да ми помогне кој ќе ги бањам имигрантите и таман ќе види и колку е тоа дека има вистина подароци многу од владата, ќе ми ги види електрични тротинети што ќе добиам iPhone електричен тротинет и не знам уште што ми кажаа трето. Не знам што беше трето. Сега ми текна што беше. Значи, многу се овие духовити британци, бе. Знаете ли трета работа што ми испратиле, бе, со мигранти, бе? Значи, за едниот подарок електричен тротинет, за другиот iPhone и ми пратиле дилдо. А овие од владава бараат да ги бањам. Ја лично. А ја ако ги бањам лично, двете раце ќе ми бидат зафатени. Но една купка, у другава сапун. Со еднава треба да турам, од другава да тријам со сапун. А дилдото у чили раце ќе биде? Не е фер. Не е фер. Малку ми е шубе, ако не ви се јавам утре са бајле, преку видео обраќање, драги мои Facebook пријатели, викајте брза помош, викајте пожарникари, нуркачи. Затоа еве да се поздравиме уште од вечерва. Ми беше многу драго што бев чест гостин во вашите станови, спални соби, дневни соби, кујни, веќе шолји додека сте ме гледале вака на мобилен кога ги правам овие видео обраќања. И мене ми беше голема чест. И не ја обвинувам владата, веднаш ќе кажам, до крај ќе ја бранам владата, не ја обвинувам. Дури да завршам со дилдото напикано и удаен у када, предходно силуван, ја не ја обвинувам владата. Тоа го сметам како голема жртва од мене кон
кон татковината. Ете, сакате верувајте, сакате не верувајте. Али ако им верувате на оне што го зборат СДС, на нивни непресуи, зошто бе да не ми верувате мене, што ја да не сум полош од нив или поглуп? Така, ај со Арно да го завршим муабетов. Значи, ако не ви се, ако обратам се бајле преку вакво обраќање уживо, знаете што треба да направите. Ајде до гледање. И се ќе се видиме. А можда и не. Не мораше баш да ги бањам мигрантиве сега кои ќе дојат ја лично.